Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова издание објавуваме. Гости на пресот на Кастриот Реџепи во собранието. Прво, зошто сте тука? Па да видиме срцето на пратеникот Реџепи, дали е во Вашингтон. Унутра ќе дадам мundësi që të bëjmë një eksperiment, mbasi që Kryeministri Zaev u kthye, mbasi që në Bullgari, në zgjedhjet siç jemi dëshmitarë dje u bën një ndryshim dhe u bën të gjitha parakushtet që neve të japim шанс. По изборите во Бугарија, ќе има ли кревање на рампата за Северна Македонија во ЕУ во декември? Това би зависело от българска страна, от президента Радев. Що се отнася до македонската страна, аз мисля, че 5 точки, по които двете страни се бяха съгласили, продължават да са валидни. Добиле ниви на подарок вредни 20 денари за квадрат, а по 3 недели ги продале на Ева на електрани 40 пати поскапо, по 800 денари за квадрат. Финансиската полиција и обвинителството водат пред истрага. И немам информации дали тие лица кои што не се спомнати во јавност се или не се било дали членови или не се членови или активисти или поддржувачи на партија. Модерно земјоделство ги отвара и најпребирливите пазари. Имаме количина од 1.500.000 килограми годишно, од кои што добри 90% се за износ на западните пазари во Западна Европа. Пратеникот Кастриот Реџепи, со чие отсуство од собранието во четвртокот пропадна опозицијската иницијатива за уривање на владата, во денешното прво појавување во јавноста порача: "Јас сум мирен, со чиста совест и сигурен дека нема поголема вредност од тоа да избереш својата земја да ја водиш на патот на слободата, демократијата, патот на НАТО и ЕУ. Самоволно се засолнив на денот на гласањето доверба на владата за да не дозволам на бранот на резултатите од локалните избори земјата да ни отиде во правец спротивен на мојата идеолошка определба." Еве како беше на пресот на Реџепи во собранието, за кој имаше голем медиумски интерес. Славица Филиповска. Претесна стана и големата кристална собраниска сала, каде во ковид пандемијата се одржуваат пресконференциите на пратениците. Медиумските екипи, подготвени за пренос во живо, нестрпливо го чекаа обраќањето на пратеникот Кастриот Реџепи од Беса, кој изминатиот четврток не обезбеди кворум за рушење на владата. Обезбедувањето будно следеше што се случува, а во салата се појавија двајца пратеници на ВМРО ДПМНЕ, Жаклина Пешевска и Антонио Милошовски. Прво, зошто сте тука? Па да видиме срцето на пратеникот Реџепи, дали е во Вашингтон и нормално колку тоа ќе ни помогне за подобар економски живот, за цените на горивата бидат пониски, енергетската криза. Лути сте му на Реџепи? Не би имало зошто, затоа што човекот претпоставам дека имал некоја сериозна мака, што се решил 2 дена да биде одсутен. А бил да мислите ли? Секој се одлучува сам за себе. Без него сте 6. Ние постигнавме одличен резултат на локалните избори, сметам дека власта е делегитимирана. 60 пратеници се одлична бројка. Како очекувате да се внесува во иднина пратеникот? Не би знаел, не би можел човек да предвидува. Еднаш подпишана иницијатива, па потоа исчезна, 2 дена не е во собрание, па Фейсбук статус, Америка, Вашингтон, срцето и слично. Се гледа дека не може човек да ги предвидува потезите на секоја личност. 15 минути по закажаното време, пратеникот се појави на прес. Се извинувам за мало задоснување. Кастриот Реџепи, кој се уште се смета за дел од Беса и од власта, 45 минути образложуваше дека сакал да дојде на седницата за гласање за доверба на владата, но откако слушнал дека ќе биде единствениот присутен што ќе гласа против, од безбедносни причини одлучил да не се појави. Во текот на денот, додека ми биле исклучени телефоните, сум добил пораки за кои се пријавени во институциите и поради проценка на ситуацијата, затоа значи имам обезбедување, а не на моje барање. И додека пратеникот беседеше на говорница, тројца обезбедувачи постојано кружеа низ салата. Интерес за тоа што се случува внатре имаше и зад вратата, а Реџепи трпеливо им образложуваше на новинарите зошто се одлучил да не ја поддржи иницијативата за гласање на доверба на владата. Денеска, како никогаш порано, е
најизвестно дека во декември ќе добиеме датум. Придружувано до безбедувањето, Реджепи ја напушти прес салата, а на медиумските екипи не им беше дозволено да го следат. Новинарот Фуркан Салиу, кој известува за политичката криза, вели дека потегот на Реджепи различно се толкува кај албанската заедница. Па сега зависи од која страна си. За едните е херои, за едните е предавник. Денеска он се објасни зашто се реши на таков чекор. Не замоли да го почекаме 14 декември, па да видиме кој бил во право. Се разбира дека и неговото објаснување држи вода и прашањето до него беа заради начинот на кој се одлучи тој став да го прикаже во јавноста. Можеше едноставно да дојде во собрание и да не гласа, или да го образложи зашто нема да гласа и никому ништо. Меѓутоа начинот не беше коректен, барем за неговата партија. Тоа е моje мислење, затоа што на 5 минути пред да почне гласањето никој од неговата партија не знаеше кај е Кастрио Реджепи. Сепак во пратеничката група во партијата, во тесното раководство има членови од неговото семејство. За сите детали, Реджепи порача дека е подготвен да одговара во телевизиски интервјуа, од кои првото е во нашата емисија. Пратеникот Кастрио Реджепи вечерва е во студиото на 360 степени. Добро вечер, добре дојдовте. Брама, мирите јата. Јавност имаше можност да ги слушне вашите ставови и објаснувања, па јас во овој разговор би сакал да посветиме внимание на некои елементи што може би остана помалку разјаснети или не до крај разјаснети на вашата пресконференција. Во еден дел велите се засолни за да не дозволам земјата да ни отиде во правец противен на мојата идеолошка опредба. Логичното прашање е зошто воопшто се потпишавте за да овозможите земјата да тргне во правец во кој што велите дека не сакате да одие спротивен на вашата идеолошка определба. Ju falemderit edhe një herë për ftesën që të kemë mundësi të prezantojmë para qytetarëve. Sa i përket pyetjes të juaj, do të përgjigjem në njerë direkt që janë dy gjëra të ndryshme, çështja e nënshkrimit dhe çështja e asaj që mund të ndodhte ditën e njëjtë, për shkak se kishte ndryshim të disa të rrethanave. Dhe e dyta, me siguri do ta kishte sjell në pikpyetje çështjen e drejtimit të vendit. Në momentin kur kemi nënshkruar, kur kemi mbledhur nënshkrimet, për të cilën aty ka mjaft kontradiksione për çka u mblodhen nënshkrime, se mbasi u nënshkruajtëm ne, përfaqësues nga partitë ndryshme politike thoshin është për këtë, është për atë, do të jetë levica, do të jetë levica. Po pa marrë parasysh, u nënshkruajtëm në një moment kur vendi nuk ishte kryeministri, kryeministri ishte në dorëheqje, kur kishim po ashtu një rrethan tjetër që dijeshte që pa patur një kontinuitet të qeverisë, nëse nuk do të riqeshte kryeministri, atëherë gjithsesi do duheshte që të shifet ndoshta edhe një mundësi për një ndryshim, po qoftë edhe për BDI në opozitë ose qoftë një qeveri politike konzistente që nuk do të shpinte vendin në devijim, për shkak se kishim informacione që në koalicionin do të ketë parti tjera dhe jo levica. Ке имаме време да вие на пресот во еден момент вака велите, ви потпишувам, одговарајќи на едно новинарско прашање, ви потпишувам ако паднеше владата датум во декември или почеток на преговори, одржување на првата меѓувладина конференција со ЕУ, сигурно ќе немаше. Вие ставивте подпис, господине Реджепи, на иницијатива со која што ќе паднеше владата. Зошто, ако сте биле убеден, а денес тоа го велите дека ако владата паднеше, немаше да има почеток на преговори со ЕУ, а денес велите дека еден од главните мотиви ви е токму тоа. Велите, не гласав да падне владата, затоа што имаме шанса во декември да ги почнеме преговорите. Малку има контрадикција тука. Në momentin kur kemi nënshkruajtur, kryeministri Zaev ishte i dorëhequr dhe në atë kohë kishte dy opsione. Një opcion ishte që të formohet
të ketë një mandatar të ri, ishin bisedime të rrithshin, ju e dini që përfaqësues partisë tonë politike, si pjesë e shumicës qeveritare thoshin që duhet të vazhdoj. Nuk e dinim kush është mandatari, a do të jetë ndonjë nga funksionarët, a do të ketë kapacitete që të mund ta sinkronizon veprimin e koalicionit ekzistues, apo ndonjë person prej jashtë ekspertë, si do të ketë mbështetje as në partinë LSDM, dhe në atë paqartësi dhe në atë rast gjasat për datën do të ishin po aq të pamundshme si edhe krahasuar me një shumicë të re që duhet të bëhet. Në moment kur u tërhoq në shkrimi i kryeministit Zaev, në moment kur sinjalet e forta që duhet shfrytzuar shansi më i madh se asnjëherë si sot, nuk jemi më afër marrjes të datës, dhe këtë e bazoj edhe në bazë të komunikimit tim me faktorin ndërkombëtar në vend, si person i cili i ka patur edhe atë post edhe në parti politike për të komunikuar, po edhe në bazë të backgroundit, po edhe nga deklaratat e udhëheqësve dhe qendrave nga Washingtoni, nga Brukseli, në shtetet me ndikim edhe në Unionin Evropian. Atëherë ato qartë kanë sugjeruar që në këtë moment është shumë rast i mirë. Për atë, unë nutra që të lëmë mundësi që të bëjmë një eksperiment, mbasi që kryeministri Zaev u kthye, mbasi që në Bullgari, në zgjedhjet si sheme e dëshmitarët dje u bën një ndryshim dhe u bën të gjitha parakushtet që neve të japim shans dhe s'ka pse të shpejtojmë për një periudhë deri në 14 Кога веќе се премисливте тој ден, зошто не се појавивте во собранието и таму не го браневте својот став? Господин Реджепи, вашето отсуство, свесен сте, предизвика простор за многу шпекулации. Fillimisht dua t'i falenderoj të gjithë atyre që kanë shprehur breng miqve, po në radhë parë dhe familjarëve, dhe të cilët kanë kaluar në një situatë të vështirë me gjithë këtë rast, dhe për këtë e përmenda në pres konferencë, vërtet më vjen keq, mirë po vlerësimi i im, edhe pse qëndrimi im i parë ka qenë që të shkoj në seancë, të mbaj fjalim dhe të votoj. Por duke patur parasysh që nuk do të kishte pjesëmarrës përveç partive, deputetët që në shkruar në listë, do të isha i vetmi në sallë që në fund, mbas një euforie të madhe të disa partive që deshin me çdo kush që të mbrinë në pushtet, që të kemi edhe pasoja si të lëndimit të integritetit moral në ofendime. За вашата физичка безбедност. Po edhe integriteti moral, por edhe fizik, për shkak se neve ende si kemi shëruar plagët nga 27 prilli, ende kemi pas raste kur ka patur tensionime edhe në këtë përbërje. Има информации непотврдени се разбира дека најмалку уште еден пратеник од оние што беа подпишани на иницијативата за да се изгласа недоверба на владата, прифатил првично да не дојде на седницата, но потоа очигледно дека тој или таа се премислил. Ви имавте такви сознанија? Кога решававте дека нема да дојдете? Jo, unë kam vendosur me një fjalë për çështjen e votës time, se fundit kam dashur që unë të jem konform bindjeve, të jem i pastër edhe ndaj popullit, edhe ndaj Zotit, çdo kush merr përgjegjësinë e vet personale. Ju e dini ka patur deputet tjerë të cilët e kontestojnë pjesëmarrjen e levicës dhe mandej jo vetëm apasjevi mjafton e krmovi letërie, kështu që unë nuk jam tipi atyre lojrave, unë kur veproj sipas bindjeve nuk më intereson që tjeri që do të veprojnë, por më gëzon fakti që nuk karojt emocione. Велат во албанската заедница долго се чека моментот на заминување на Дуи во опозиција како еден вид на катарза. Зошто им го оневозможивте тоа на вашите сопартици, поддржувачи на гласачите? Pikërisht, kjo ka qenë një nga motivi pse neve kemi nënshkruar në rast të parë, një nga motivet kur jemi nënshkruar për formimin e shumicës të re, dhe ata me insistim me ide që të formohet një qeveri politike për një kohë që të bëhet reformimi edhe në institucione, po edhe sigurisht edhe brenda partisë do të kishte një efekte, pse është punë autonome e tyre. Mirë po, përsëri po them, nuk bëhen diçka me çdo kusht, për shkak se çështja e interpelancës të mundshme me BD-n brenda apo jashtë mund të ndodhë edhe pas marrjes të datës, nëse nuk funksionojnë punët si duhet, atëherë mund t'i kthehemi kësaj çështje. Por në këtë moment nuk ja vlente bara qiran që për një
emocion, ndoshta një ndjenjë, po edhe një kërkesë të një grupi të qytetarëve që neve ta vinjëm në pikpyetje fatin e drejtimit, orientimit të shtetit dhe fatin e qytetarëve tonë. И денеска рековте дека сте против нови избори, брзи избори, апелиравте за стабилно мнозинство, рековте и реконструкција на владата ако е потребно. Тоа вие себе си сега каде се дефинирате во овие односи мнозинство опозиција во парламентот? Lëvizja Besa është pjesë e shumicës qeveritare, kështu që deri në këtë moment është pjesë e shumicës. Министерот и двајцата заменици дадоа изјави дека поднесуваат оставки. Да, тие се уште не се ефектуирани, но со оглед на тоа што Беса и беше дел од иницијативата за уривање на владата и овие изјави, целиот контекст дава веројатно за право да се заклучува дека Беса нема намера да остане во владата. Туку е дека е веќе надвор од владата. Po, çështja e dorëheqjeve është e drejtë me një fjalë personale dhe mund të jepet për shkaqe të ndryshme, morale ose edhe bindje politike, mirë po vendimi për të qëndruar në qeveri është ashtu si kemi bërë marrëveshjen kur kemi hyrë në shumicën parlamentare mbas zgjedhjeve, i marrin organet partijake. Derisa organet partijake të Lëvizjes Besa nuk kanë vendosur që Lëvizja Besa do të delë nga qeveria, çdo deklarat tjetër është qëndrim me një fjalë i Имавте одлука на органите на партијата да се подпишете на иницијатива, да ја урнете таа иста влада за која што велите дека еве сте имале претходно договор да бидете дел од неа? Shifni, për shkak të specifikës të rastit dhe tash edhe të follow-upit mbas ndodhive të enten, kisha dashur të diskutoj disa çështje në parti fillimisht përpara se të dalin në opinion, se është e ndershme dhe e sinqert kur ti debatojmë brenda organeve partijake, gjërat kanë lëvizur shumë shpejt dhe nuk ka patur kohë ndoshta edhe për të marrë vendime nga organet partijake. Што ако во декември Северна Македонија не добие зелено светло за првата меѓувладина конференција? Unë jam i bindur që vendi jonë do të merr datë dhe definitivisht nga sinjalet që ja dhanë, nga kryetari Frans Macron, me vizitën e ministrit zoti Rutte nga Holanda, shtetet të cilat kanë qenë në falloj mënyrë kanë bërë blokada të rrugtimit në integrime, japin mbështetje të plot, nga ana tjetër ndryshimi në parlament dhe formimi i qeverisë të re politike në Bullgari, fitoria e presidentit Radev, angazhimi maksimal i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe po ashtu edhe paralajmërimi i vizitës zotit Escobar, tregojnë qartë që ne duhet të ta bëjmë atë që e bëmë dhe mund vjen mirë që të enten nuk ndodhi rënë e qeverisë dhe do të gëzojmë gjithë së bashku të diel, në dhjetor. Ако добро разбирам сега, моменталната состојба е 60-60 во парламентот. Немаше гласови да се урне владата, но сега владата нема ни мнозинство во собранието за натаму да ги турка законите кои што би требало да се носат. Буџетот е прва голема работа која што мора понатаму да се усвои. Вие имате представа, разговарате ли со луѓето од мнозинството? Не е ни мнозинство во овој момент, како понатаму? Unë kam, për informacioneve që kam, është që ka, veç janë të siguruar ato çështje e numrave për të funksionuar si shumicë, mirë po punohet po ashtu në bisedime edhe me partitë tjera politike, të cilat janë në mbështetës të kësaj kauze, të këtyre orientimeve të qeverisë dhe besoj që së shpejti do të dihen edhe deri ku ka mbrirë numri i mbështetjes, do të ketë shumicë e cilat mund ta shtyjë përpara këtë proces, mirë po gjithsesi kjo i mbetet dhe është detyrë atij që ka mandatin mandatarit. Дали би имале против ако алтернатива влезе во владата? Po, fillimisht desha të them se harova që unë për momentin tani jam duke punuar që Lëvizja Besa të vazhdon aty ku është, për shkak se vazhdimisht është angazhuar për këto kauza, ndërsa sa i përket çështjes së alternativës, kemi deklaruar që nuk kemi patur pengesa asnjëherë që të merr pjesë cila do parti e cila do të bashkangjitet programit qeveritar ku jemi edhe neve pjesë e saj. Сакам лично да ве прашам дали се чувствувате безбедно во овој момент, бидејќи имаш информации самиот денеска изјавивте дека сте предмет на закани.
Po tash të them unë që nuk ndihem i kërcënuar, nuk është e reale, për shkak se kam pas edhe kërcënime me jetë, të cilat janë denoncuar në institucione dhe ja lë punën në institucioneve dhe të vazhdoj ta bëj ata në mënyrë institucionale. I falenderoj edhe të gjithë ata që më japin mbështetje edhe personale dhe duan që të kontribuojnë edhe që të në sigurinë time, por nuk ka nevojë, shteti funksionon. Gjithsesi do të kalon edhe kjo kohë, po fundit vendimet e vështira nuk janë kur njeriu ndihet komod, mirë po duhet të bëhem për shkak se ka një vlerë shumë të madhe se sa siguria momentale që mendoj që së shpejti do të kalon edhe kjo, siç kanë kaluar edhe gjëra tjera. Kisha apeluar edhe të partitë politike që me veprimet e tyre, me deklaratat, mos ta nxejnë atmosferën mbas kësaj që ndodhi me emocionin, por të kontribuojmë të gjithë që të ftohen gjakrat, të bashkëbisedojmë për një të ardhmë të mirë të popullit dhe shtetit gjithë së bashku, dhe besoj që nuk do të ndodhë diçka e keqe për mua e për familjen time. Благодарам што бевте до 360 степени. Фалемдерите edhe juve. Во емисијата се осврнуваме на исходот од вчерашните избори во Бугарија и дали првите изјави на потенцијалниот нов премиер Кирил Петков за нов пристап во односите со земјава може да бидат позитивен сигнал за кревање на бугарското вето во декември. Разговорот на Владимир Мирчевски со Весела Чернева ќе го видите малку подоцна. Сега одиме на пауза, а по неа ќе гледате. Добиле ниви на подарок вредни 20 денари за квадрат, а по 3 недели ги продале на Ева на Електрани 40 пати поскапо, по 800 денари за квадрат. Финансиската полиција и обвинителството водат пред истрага. И немам информации дали тие лица кои што не се спомнати во јавност се или не се било дали членови или не се членови или активисти или поддржувачи на партија. Модерно земјоделство ги отвара и најпребирливите пазари. Имаме количина од 1.500.000 килограми годишно, од кои што добри 90% се за износ на западните пазари во Западна Европа. Дали би поверувале дека на секои 15 денари вложени денеска за само 3 недели може да ви се вратат по 800 денари? Колку и да звучи неверојатно и каков и да е вашиот одговор, ваков бизнис им тргнал од рака на жители на Делчево. Купиле ниви за ефтини пари или ги добиле на подарок и по непол месец ги продале на Ева на Електрани за 40 пати повисоки цени. Историјата на Петар Клинчарски сепак не е за успешни бизнисмени со добра идеја и бизнис план. Ова е историја за случај за кој финансиската полиција води предистрага за корупција, а можеби и за незаконско финансирање изборна кампања. Во Македонија сонцето раѓа дури 280 сончеви денови годишно. Но по неодамнешните избори, на повидок е скандал кој би можел да покаже дека потенцијалот на соларната енергија во земјава бил искористен за поинакви цели. За очите и ушите на јавноста, случајот се појави во раните часови на денот кога требаше да се гласа недоверба на владата, 11 ноември. Пратеникот на ВМРО ДПМН, Јован Јаулески, обвини дека финансиската полиција прави претрес кај него дома. Ако била целта мене да ме заплашат, да ми направат притисок, длабоко се лажат, ова се една за мене ни очајни обиди на хунтаво заминување. Набрзо стана јасно дека претресот не бил извршен во домот на пратеникот Јаулески, туку кај неговиот татко. Предистражната постапка се однесува на вработени во Ева на Електрани Дојал и Ева на Македонија АД Скопје. Пријавата до финансиската полиција ја поднел вице-премиерот за борба против корупцијата, Љупчо Николовски, по информации добиени од општина Делчево, дека има малверзации со земјиште на кое Ева на Електрани треба да гради фотоволтаечни централи. Доставените материјали укажуваа на постоење на индиции за незаконитости и проневери во милионски суми од организирани групи. 360 степени дојде до делот документите и луѓето на кои, меѓу другото, им успеало метар квадратен земјиште кое вреди 20 денари да го продадат и за 800 или 40 пати поскапо. Живописни, но речиси напуштени се селата на север од Делчево. Нивите во околината на кои сепак се уште се работи земјоделство, немаат речиси никаква пазарна вредност.
Може би токму тоа била причината на Евана Електрани, фирма ќерка на Евана Македонија, да купи некои од овие парцели за да гради фотоволтаечни централи. Бизнис логиката е едноставна. Владата нуди премии за електрична енергија добиена од сонце, а еден од условите е електраната да биде на земјиште кое е во собственост на производителот. На прва, ништо спорно, но документите до кои дојде 360 степени откриваат поинаква приказна. Во Делчево, Евана Електрани купиле најмалку 7 парцели, две од лицето Дарко Т. За вкупно 6780 метри квадратни му платиле 5.152.800 денари, односно близу 85.000 евра, или во просек 760 денари по метар квадратен. Уште 5 парцели купиле од лицето Владко И. За вкупно 38.243 метри квадратни му платиле 30.629.220 денари, односно половина милион евра, или во просек по 800 денари за метар квадратен. Договорите на Евана Електрани со Владко И и со Дарко Т се склучени на ист датум, 21 септември 2021 година, неполна недела пред стартот на кампањата за локалните избори. Со договорите, Евана Електрани се обврзале да ги исплатат продавачите во рок од 15 дена од склучувањето на сделката. Она што е сомнително е дека и Владко И и Дарко Т станале собственици на нивите непосредно пред да ги продадат на Евана. Документите со кои располагаме за две од нивите кои Владко И ги продал на Евана Електрани на 21 септември покажуваат дека тој ги добил во своја собственост само 3 недели порано, на 1 септември. Велиме ги добил, затоа што не ги купил, туку му ги подариле предходните собственици за без пари. Уште истиот ден, Владко И поднел даночна пријава за утврдување на данок на наследство и подарок, кој изнесува 5%. Во тие документи може да се види и колкава е проценетата вредност на нивите. Ако таа вредност се подели со бројот на квадрати, се доаѓа до заклучок дека проценетата вредност за едната нива е 15 денари, а за другата 20 денари за метар квадратен. За подсетување, Евана ги купува за 800 денари по метар квадратен само 3 недели подоцна. 360 степени отиде и на адресите на дел од инволвираните. Прво бевме кај едно од лицата кое му дарувало имот на Владко И. Не го најдовме дома. А газдава тука е? Германија. Добро, Он се дојдат у август и у септември се ојдат. Во август беше тука? Беше, да. Колку време? Во август беше целио и след септември освидена 50 беше некако. Потоа се обидовме да ги најдеме лицата кои ги продале нивите на Евана. Владко И го побаравме по телефон. Подобиште на Иви. Оставете порака по случајот сигнал. Со Дарко Т се сретнавме лично. Прифати разговор, но не пред камера. Ни кажа дека веќе бил повикан да даде исказ во финансиската полиција уште пред 2 недели, дека му се одземени мобилни телефони, но и дека парите се уште му се на сметка и не му се замрзнати. Не гледа ништо спорно што купувал поевтино и продавал поскапо, негира дека имал душници и дека акцијата е организирана. Потрагата од наводите на финансиската полиција дека предистражна постапка се води и против лица во Евана Електрани, се обративме и до компанијата. Не даваме изјави додека не заврши истрагата, бидејќи соработуваме со финансиската полиција. Повеќе детали за случајот не добивме ниту од општина Делчево, со истото образложение. Не споделуваат информации додека трае истрагата. Но можно е и купопродажбата на нивите во Делчево да е дел од поголем случај. Неофицијално, Евана Електрани има обезбедено најмалку 15 локации низ цела држава за изградба на фотоволтаечни централи. Сепак, институцијата која ја води постапката, Управата за финансиска полиција, не сподели нови детали. Се обративме и до основното јавно обвинителство Скопје, бидејќи во едно од соопштенијата финансиската полиција објави дека соработува со оваа институција. Оттаму ни одговорија дека попладнево пристигнале записниците и известувањата за извршените претреси од страна на финансиската полиција. Основното јавно обвинителство Скопје издаде наредби за обезбедување докази. Се постапува за да се направат неопходните проверки по претходно добиени сознанија за извршени сомнителни трансакции на парични средства меѓу Евана Електрани Македонија Доел Скопје и повеќе физички лица. Обвинителството не е во можност да споделува детали за дејствијата кои се преземаат во оваа фаза од постапката.
И додека општината, управата и обвинителството се резервирани за детали, целиот случај може да добие и дополнителна димензија поради личните биографии на дел од лицата вклучени во сделката. На договорите со кои Евана Електрани го купува земјиштето во име на компанијата, како управители се јавуваат лицата Мирослав Митровски и Игор Гиевски од Скопје. Митровски не е познат во јавноста надвор од својата област на работење, но Гиевски има политичка кариера. Тој е поранешен председател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ и поранешен советник во град Скопје од редовите на истата партија. Едниот продавач, Дарко Т, исто така има врски со ВМРО ДПМНЕ. Бил советник во општина Делчево од 2013 до 2017 година. Продавачот Владко Ипак, според објави на Твитер од почетокот на годинава, бил или е член на обезбедувањето на лидерот на опозицијската партија Христијан Мицкоски. Владеачката СДСМ, без да соопшти детали, вчера обвини дека профитот од сделките завршил во ВМРО ДПМНЕ. Постои основано сомнение дека на крајот овие црни пари завршиле во Белиот дворец. Од ВМРО ДПМНЕ и понатаму тврда дека целиот случај е злоупотреба на системот. За инволвираните лица немали информации кои се тие. Ги немам целосните информации за тоа каква предистрага е отворена, но очигледно е дека таа се отвори во период кога требаше во собранието се гласа недоверба на владата и ова е уште еден показател како институциите на власта го злоупотребуваат системот, го злоупотребуваат апаратот на присила за да можат да ги уценуваат, да им се закануваат и да им наштетуваат на пратениците. Немам информации кои се инволвирани во таа предистрага и немам информации дали тие лица кои што не се спомнати во јавност се или не се било дали членови или не се членови или активисти или поддржувачи на партијата. Дали Делчевските ниви ќе станат соларни електрани, ќе зависи од следните чекори и наоди на финансиската полиција. Но веќе е јасно дека тоа не е единственото прашање на кое се чека одговор. За јавниот интерес поважно е како и зошто нивите менувале собственост пред да бидат продадени на Евана. Дали профитот завршил во джебот на купопродавачите или може би се користел во кампањата на политичка партија, нелегално, што е една од претпоставките што се проверува во предистрагата што се води. Во продолжение на 360 степени историја за тоа како со модернизација во земјоделското производство може да се надминат проблемите што ги носат климатските промени, а и да се стигне на најпребирливите пазари во Западна Европа. Ирена Каревска. 12 странски сорти грозје се протегаат на повеќе од 100 хектари земја на компанијата Виторија Фрут, близу Гевгелија. Ова се последни денови за берба за оваа сезона. Имаме количина од 1.500.000 килограми годишно, од кои што добри 90% се за износ на западните пазари во Западна Европа. Компанијата на Шуклеви е меѓу водечките производители на трпезно грозје во земјава. Но за да се пробие и на странскиот пазар, неопходни биле низа промени. Од осовременување на начинот на производство до сертификација на целиот процес. Клучниот новитет е навидум едноставна упрема. Пластични најлони со кои се покрива дел од лозјето на почетокот од пролетта. Пред да го поставим најлонот, сортата беше со многу слаб квалитет и многу слаб род, квантитет. Откако го поставивме најлонот, добивме и во квалитет и во квантитет. Само за поставување на конструкцијата на компанијата и требале околу 3 месеци. Заштитната покривка може да издржи невреме со дожд, град и ветар до 80 км на час. Грозето е заштитено од UV-зраците. Ја задржува влагата, поголема бујност на лозата му дава. Климатската температура не е вариабилна, значи постојана. Поголемо зрно се формира, поголем квалитет, поголема родност. Под заштитната фолија грозјето зрее побрзо. Ако оваа сорта на отворено се бере во август, грозјето од покриените стебла компанијата го извезла уште во јули. Што значи дека нашата присутност на европските пазари е всушност од почеток и ќе трае до крај. Нешто што беше невозможно до оваа година. Така да тука ние ја согледавме клучната разлика, бидејќи нашите купувачи од Западна Европа беа задоволни, така да ние само го продолжуваме сега трендот и, како што реков, идејата ни е да можеме да покриеме со најлони во иднина што е можно повеќе. Финалниот процес на подготовка за извоз е во главниот погон.
тука се чисти, се селектира, се мери, се затвара лупката и оди на финална проверка, на крајот од ден. Како гаранција за квалитетот на производството пред странските партнери, меѓу кои е и Greenyard, еден од најголемите светски добавувачи на свежо овошје и зеленчук, компанијата морала да инвестира и во неколку сертификати. Еден од нив, Global Gapot, служи како пасош на нашето грозје, бидејќи ни помага да го покажеме целосниот процес, од берба до полицата на супермаркетот, каков пат поминал тој гроздак или таа гајба на грозје. Business Social Compliance Initiative или BSCI е сертификатот кој што го имаме за социјална одговорност. Тој сертификат потврдува дека ние како фирма сме социјално одговорни према нашите работници. Виторија Фрут во пикот на сезоната во просек извезува 30 тони грозје дневно на пазарите во Европската унија. Пред грозјето да тргне на пат, се чува во посебни фрижидери, за да може да го издржи транспортот. Се изладува на температура од 3 степени и тогаш е грозјето спремно за употреба. А за поуспешен пласман на странските пазари се борат и други производители. На крајниот југозапад од земјава, во Струшкиот регион, привршува бербата на лешници. Компанијата Нелковски органик произведува неколку сорти органски лешници. Кај земјоделците постои скептицизам за преминување во органско производство и биосвис, затоа што не се запознаени со кои бенефити тие би ги имале долгорочно од органското производство. Покрај домашниот, главен таргет на фирмата е швајцарскиот пазар. За да може да извезува за швајцарскиот ланец Маркет и Кооп, компанијата морала да воведе строги стандарди за производство и дистрибуција. Така, речиси, цел процес на преработка на лешникот е автоматизиран. Откако лешниците ќе се наберат и исушат, прва се вклучува машината што ги сортира по големина. Потоа се пуштаат низ машина за кршење. Остатокот од лушпите пак се чисти рачно. И штом веќе е прочистен, лешникот преминува во другиот објект, кој што е објект веќе за фина обработка. Но главна пречка за извоз во странство било пакувањето за безбеден транспорт. Затоа била потребна посебна упрема за вакуумирање. Без таа машина не можевме да обезбедиме пласман во Швајцарија. Вакуумот и она што значи вакуумирањето обезбедува подолготрајност на самиот лешник. Тој е побезбеден, може полесно да се складира и да се чува од страна на нашите партнери во Швајцарија и неговиот рок на трајност од, ако вообичаено може да стои од 3 до 6 месеци, а може да стои до година и половина дури. Освен лешници, како крајен производ, Нелковски органик произведува и повеќе видови путер од органски лешници. За процесот на производство, освен што компанијата морала да стекне ЕУ сертификат за органски производи, 2 години чекала и биосвис сертификат, кој е поригорозен и од аспект на заштитата на природата. Швајцарија обрнува големо внимание на заштита на биодиверзитетот и 7% од сите насади на оние што сакаат да земат биосфис сертификат се оставени за природата. Значи 7% од нашите насади, ние од нашата земја не ја користиме за производство, но таа е оставена на природата. Што ќе порасне таму, се остава да расти, што ќе живее таму, се остава да живее, значи тие не се користат. Но апетитите на швајцарскиот пазар се поголеми од капацитетот за производство на оваа компанија. Затоа, преку посебна програма, фирмата обединила уште десетина локални производители, на кои им помага да добијат сертификати за органски производители. Она што значи органско производство од наша страна треба да се зголемува. Државата треба дополнително да го стимулира и да го поддржува, бидејќи ние не можеме да бидеме компетативни со едно мало производство на конвенционален начин, но можеме да бидеме компетативни на европскиот пазар со малечко производство на еден органски начин, на еден биосвис со биосвис сертификација. Значи тоа се мали производители, но со многу квалитетни производи. Денеска донесов куртовска капија, ајварката што е, целер, модри патлеџани и тоа е се цертифицирано со ЕУ сертификат. Драган Манев од росоманското село Паликура е органски земјоделец речиси 1 деценија. И од тоа сето тргнав одма на органско производство, каде што знам дека немам труење према себе. Значи, осеќам дека е тоа подобро и
производство може да биде, иако луѓето не веруваат доста дека органско не може. Може да биде и тоа кој ќе проба, тој нема да се врате назад на хемија повеќе. Но најголем предизвик за производителите како Манев е пласманот на пазарите, поради скептицизмот во земјава кога е во прашање органската храна. Затоа група ентузијасти од Скопје пред неколку години ја формирале првата задруга на потрошувачи на органска храна Добра земја. Во незините магацини органски производи носат земјоделци од повеќе региони, а задругата потоа ги доставува до потрошувачи. Како поминува времето, се повеќе и повеќе луѓе проявуваат интерес, така да речеме многу позитивно влијаеше ситуацијата со пандемијата кај нас, за разлика од многу други сектори што беа загрозени. Кај нас некако како потрошувачи да станеа многу посвесни за здравата исхрана, за јачење на имунитетот, така да и интересот за органска храна многу порасна во последните година и пол и ние имаме многу повисок раст. За да се зголеми капацитетот за складирање, задругата обезбедила и посебен ладилник во кој производите може да останат свежи подолго време. Се што има во Добра земја е локално произведено. На тој начин дека ние сме ограничени од сезоните што се во Македонија. И кога ќе земеш економички фактори дека многу се малци органски производители, ние производите ги имаме во многу вранли временски периоди. Преку ладилникот, преку складирањето, ние можеме да го продолжиме рокот на тие производи, така да и нашите рафтови да бидат пополни, да имаме поголема понуда за потрошувачите. Од ладилникот, земјоделските производи потоа се носат во продавницата на Добра земја во Скопје. 90% од производите поседуваат сертификат за органско производство, додека останатите кои што немаат сертификат се лично тестирани од нас. Значи се лабораториски проверени и тие стекнуваат ознака одобрени од Добра земја. Во оваа задруга може да се зачлени секој. За незините членови Добра земја организира и посети на нивите на земјоделците со цел купувачите лично да можат да видат што и од каде купуваат. Задругата води сметка и за еколошката одговорност, не користи пластика и се залага за нула отпад. Заштитен знак на Добра земја е така наречената органска кошничка со сезонски производи, која еднаш неделно им се доставува на членовите на задругата. Идејата е да се воспостави една алтернатива на системот на дистрибуција, на конзумација и на производство на храна. Токму затоа е важна кошничката, бидејќи таа воспоставува баланс помеѓу потребите на еден триаголник, тоа се производителите, потрошувачите и самата задруга која што нели прави баланс помеѓу овие две страни. Иновативниот пристап во работата на овие производители го препознала швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост. Виторија Фрут, Нелковски органик и задругата Добра земја се дел од компаниите кои преку програмата ИМЕ добиле финансиска помош за да ја купат клучната опрема за производство и дистрибуција, но и логистичка поддршка за пласман на домашниот и странските пазари. Они имаат идеја, знаат каде сакаат да одат, меѓутоа некогаш немаат информација, немаат кој да им помогне или не можат да се дозволат да го платат во моментот, бидејќи најголем дел од бизнисите се заглавени со кредити, со инвестиции. Значи, ние им помагаме и вообичаено со никого не работиме само едно да ви дадеме опрема. Не, нашата цел не е да кофинансираме во опремата. Целта е да ви помогнеме стратешки да се развиете за да стигнете до целта до која вие сакате. За развој на земјоделството неопходни се промени кај домашните производители, но и стимул од државата за поголеми инвестиции. Само така македонските производи може да најдат место на нови пазари, пред да ги освојат други. По вчерашните избори во Бугарија и првите изјави на потенцијалниот нов премиер Кирил Петков за нов пристап во односите со земјава, Владимир Мирчевски разговара со Весела Чернева, познавач на односите во триаголникот Софија, Скопје, Брисел. Можно ли е брзо кревање на бугарското вето за Северна Македонија во ЕУ? Господјо Чернева, која е вашата анализа по вчерашните избори во Бугарија? Дали може да се очекува брзо формирање политичка влада и дали дефинитивно шансите за тоа се на страната на така наречените партии на промената заедно со социјалистите? Така изглежда. Изглежда, че
най-накрая в България ще има редовно правителство, тъй като видяхме, че по-малко от 40% от българите излязоха да гласуват във вчерашния ден, което е ясен знак, че политиците най-накрая трябва да си свършат своята работа. Хората гласуват вече 3 пъти, най-накрая трябва и политическите партии да могат да се договорят и да произведат мнозинство. Добрата новина е, че наистина изглежда, че е възможно едно реформистско мнозинство, начело с партията Продължаваме промяната. Това е една нова партия, тя за първи път участва в изборите, с така обаче много по-голяма степен на предвидимост, отколкото предишните така, нови лица. Ако вашите зрители си спомнят, шоуменът Слави Трифонов и неговата партия Има такъв народ. За разлика от тях, Продължаваме промяната е една доста стегната реформистка програма, около която би трябвало да се намери обединение, включително вероятно, обаче и с участието на БСП наистина, тъй като иначе математически няма да им стигнат местата в парламента. Господи Чернева, потенцијалниот иден премиер на Бугарија Кирил Петков во првата изјава по изборите, на кој неговата групација Продолжуваме со промените победник, најави нов пристап кон Северна Македонија. Како вие разбирате неговата синоќешна изјава и ќе може ли тој нов пристап да се оствари со оглед на тоа што неговата групација нема да биде сама во владата? Първо, трябва да уточним, че това не е било негово изявление. Това беше отговор на въпрос в интервю. По време на неговото изявление темата за българо-македонските преговори изобщо не е била повдигана. Този въпрос беше зададен така малко извън контекста за мене, но да кажем, че той беше подготвен за него, отговори с акцент върху процеса, но най-вече с фокус върху едни конструктивни преговори. Той повтори няколко пъти конструктивни преговори. Все пак трябва да кажем, че за да има ново правителство в България, трябва да минат поне, да кажем, месец и половина, което означава, че някъде в края на декември едва може да има такова правителство. Тоест, не трябва да мислим за каквато и да било инициатива във външната политика по-рано от може би първото 3-месече на следващата година, що се отнася до новото правителство. Значи, ако добро ве разбрав, ова што вие сега го велите, значи дека е малку веројатно да се оствари планот иницијативата за некаква деблокада на евроинтеграциите до крајот на оваа година, процес за кој што се залага и Франција и Германија. И ако е тоа така, значи дека прашањето меѓу Северна Македонија и Бугарија ќе биде оставено за наредната година. Значи това се отнася за новото правителство. Но в момента в България има служебно правителство. Тоест, ако има политическа воля за промяна, тази политическа воля трябва да тръгне от президента Радев, тъй като той продължава да бъде, така да се каже, шефа на служебното правителство или този, който носи легитимността на правителството в България в момента. Т.е. ако има промяна в неговата позиция, можем да видим нов кръг от разговори още преди края на годината. Но при всички случаи едно ново правителство ще има чак някъде около края на тази година. Добро, значи да парафразираме едно прашање. Дали во новите околности, во овие околности е можно Бугарија да ја трне блокадата за Северна Македонија за процесот во Европската унија до крајот на годината, зашто, како што реков, силно се залагаат одредени земји членки како што е Франција, и што од своја страна треба Скопје да направи за да ја олесни таквата одлука на Софија? Теоретично е възможно, времето е много кратко, обаче и мисля, че това трябва да е ясно и на двете страни. Ако ако гледаме календара, ще видим, че парламент в България може да има най-рано на 24 или 25 ноември, а пък последната дата за внасяне на нови точки в дневния ред на съвета, декемврийския съвет на Европейския съюз, е някъде, да кажем, 7-8 декември, което означава,
че всъщност ние бихме имали един прозорец от 2 седмици, за да има за да има някакъв поврат и някаква промяна в сегашната ситуация. Пак казвам, това би зависело от българска страна, от президента Радев. Що се отнася до македонската страна, аз мисля, че какво трябва да се направи е доста ясно. Доколкото разбирам, 5 точки, по които двете страни се бяха съгласили, продължават да са валидни. Последната, така, 6-та, която Радев внесе в дневния ред с конституционните права на българското малцинство, трябва да бъде някакси изнесена по-към края на тези преговори, ако изобщо е включена. Но за мен действията на правителството в Скопие биха били доста ясни, ако, разбира се, тези 2 седмици трябва да бъдат използвани. Не е невъзможно, просто времето е много малко. Ви благодаря много, госпожа Чернева. Благодаря и аз. Уште една пауза, по нея саботажа. Зад големата сцена на која се одвива ровска битка, во малите општински сали се бистри, вистинска и сериозна, голема политика и се решаваат клучните прашања кои определуваат судбината на земјата. Без да се води грижа како тоа ќе рефлектира, се смета дека минатото, сегашноста и иднината се решаваат со најобично шкртање на придавката. Дай службите и изјави, не ми кажувате на мене, дай ми изјави, дай да видам умите изјавите, дали сте ги пречкртали, дай да видам изјавите. Врз основа на кој член од деловник од законот, што се повикуваш? Не сум ја правник. Па ако не си правник, што изиграваш тука петел, бре? Не ми се дери, мафијаш, дојде ми со мафијата, тома со пиштоли да ме пукаш тамо. Не ми се дери. Пауза 15 минути. За разлика од оваа воинствена атмосфера во општини во кој се зависи од еден човек, оние што се обидуваат да бидат пркосни, помала размена на аргументи, прифаќаат да станат апологети и веднаш се подготвени да го исполнат барањето за реприза. И дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Македонија. Ајде, Ајде уште. Ајде, нека биде. Ајде. И дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Северна Македонија. Карактерот на луѓето зависи од многу фактори, но навистина е интересно кога за оној на победниците свој став изнесуваат тие што носат одговорност за поразите. Без да погледнат кај себе, тие и натаму се обидуваат да коментираат за тоа што се случува во тугиот двор. Па вака да не ме свати Максим погрешно, меѓутоа мислам дека неговиот хабитус и неговиот карактер е таков што од Сабајле до попладне сите му се кривија, попладне и самиот на себе е виновен. За тоа кој е виновен, а кој не, се уште не може да се постигне согласност. Едно е само јасно, дека зборот веќе не е збор и со него не може да се калкулира, особено кога веќе од сите страни посочуваат за некој кој изгледа има сериозна мака да го задржи. Кога опозицијата составува барање, односно покрена иницијатива, рано се ставаат подписи. На зборот Беса на албански јазик од моите албански пријатели знам дека значи многу. Беса исто така даде Беса дека ќе биде и во коалиција со СДСМ, па ја погази и таа Беса. Беса не само што ја проблематизира монолитноста на власта, туку со своето однесување придонесе нејзиниот опозит да креира формула со која математички прецизно требаше да се стаса до посекуваниот исход. Наместо тоа се дојде во ситуација во која ниту една равенка, ниту правило не важи, бидејќи политика да си има некоја своја логика, која функционира по пазарни правила. Токму е ова основата на толку експлотираната народна сентенца дека домашниот есеп со чашискиот не се сопаѓаат.
Што народниот мудрец со ова сакал да каже е јасно. Но оваа поговорка во основа е широк синоним за лошо направена математика. И на крајот, за оние кои се обидуваат да стасаат до потребната бројка, па чукаат на вратата на алтернативната математика. Faleminderit që i mbajnë detyrët e hapura, por në këtë mot kur poftohet është mirë edhe t'i mbyllin kapak që mund të ftohet. Ниту една врата не може да остане затворена, особено не она чиј клуч е оставен под чергичето. Ако е надвор студено, единственото решение е вдомување внатре и на топло, без оглед кој се дзирка од другата страна на клучалката. Пријатно до петок во 22.